Кои автомобили имаат делови на костал? Секое второ возило произведено во светот има компонента од костал. Сите сакаат да дојдат во Охрид да имаат ваков состанок. А вие овде работите или сте на плажа или покрај езеро на кафе? Обично електричното возило е потехнолошко напредно возило. Не секој производител на возило има софтвер кој е секогаш перфектен. Како што доаѓаат такви нови возила на пазарот, потребата за инфраструктура самата ќе се наметне. Пред околу 2 години, ако не се лажам, се уште на полначите на Ивана полнењето беше бесплатно. А потоа се воспостави концептот на плаќање. Сега има лимит. Колку учини тоа да дојде со авион еден дел до Македонија? Многу повеќе од 100.000 евра. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Здраво, Виктор, што го врти светот? Здраво и благодарам на поканата. Што го врти светот? Јас сепак би рекол парите, но се надевам се помалку и помалку нема светот да го врти политиката. Ќе видиме. Кратки прашања и кратки одговори. Тука имаме електрично или дизел возило? Зошто не прашувате бензиско? Јас сепак во моментов, во нашите услови, би препорачал плагин хибридно. Бензински мотор со можност за полнење на батеријата. Се уште ја нема инфраструктурата за електрично, но мислам дека со текот на времето во Европа електричните возила ќе ја победат таа битка, а дизел возилата се веќе возила на минатото. Иако во нашите простори се уште дизел возилата апсолутно е пред сите други опции. Затоа и прашам. За кај на стручно, средно стручно образование или мастер? Магистарски. Јас имам 2 магистарски студии завршено, така да во мојот случај јас тогаш го избрав мастерс, но зависи на вистина во кој дел од кариерата и што сакате да постигнете во животот. Двете се важни, но во нашиот случај може би средно стручно е поважно, бидејќи ни недостасува таа работна сила за луѓе кои треба да знаат и да научат како да работат соодветно во производствени погони. И странски или домашни компании, инвестиции? Тоа е нефер прашање за мене, ама бидејќи долго време сум работел во привлекување на странски инвестиции и сега работам во странска компанија, сепак би кажал странски. Добро, ќе разговараме зошто. Интересно е дека сите истражувања покажуваат дека странските инвестиции заедно со домашните многу добро влијаат на економијата и ги подигнуваат платите, меѓутоа имаме еден сегмент на веројатно ноу-хау пренесување, така што интересен одговор. Вие сте директор во Костал. Тоа е компанија која што произведува делови од електрични, главно електрични автомобили. Работите со цел свет. Што се случува во моментов во автомобилската индустрија, затоа што гледаме интересни движења. Се повеќе има електрични автомобили, порано ако тоа беше нешто, да кажеме, недостижно, сега ги гледаме на улиците, особено кај нас немаше до вчера, сега има многу повеќе. Во Европа трендот е многу често и увозни од странски држави, од Азија и слично. Што се случува во овој сегмент? Автомобилската индустрија, јас би рекол во моментов е во еден флукс, бидејќи во различни делови од светот, различни континенти, брзината на електрификација и прифаќање на електричните возила како ново секојдневие не е со иста брзина и со исти притисок. Во Кина, начинот на кој државата е организирана, таму на вистина е даден толку голем фокус на електрификација и во моментов 80% од сите електрични возила во светот се произведуваат во Кина, но не само за кинескиот пазар. И Кина стана најголем извозник на возила од 2023 го престигна Јапан, но истовремено и убедливо најголем производител и пазар за возила. Во Европа, мислам дека она што Брисел го наложи,
а во голем случај и производителите на возила во Европа го прифатија, беше многу повеќе политички насочено и наложено, но не беше истата брзина на крајниот потрошувач дека сакаат електрификацијата да се случи толку брзо. Бидејќи имаме различни услови во различни земји. Скандинавија и делови од Западна Европа, инфраструктурата е тамо и колкави се субвенциите. Кина е една држава и тамо државата одлучува да има инфраструктура и нормално како вид на субвенционирање. И ке има. Тамо ако кажат сонцето ќе почне да се разденува на запад на место на исток и тоа може да се случи. Додека во Европа брзината зависи од секоја држава посебно. И има многу голема разлика помеѓу статистиките за електрични возила и прифаќање на истите во Западна од Источна Европа, дури и земјите членки на ЕУ. И она што беше многу интересно минатата година, Германија убедливо најголем пазар за возила и најголем производител во Европа. Но од декември 23-та субвенциите за електричните возила без никаква најава беа прекинати. И минатата година Германија продаде помалку електрични возила од 23-та. Мислам дека тие беа единствена земја во светот што тоа се случи. Бидејќи одеднаш субвенциите ги снема. Со новите активности во Германија, јас мислам дека тие субвенции полека ќе се вратат, но брзината на електрификација мислам дека ќе биде оние рокови од 2030 или 2035, кога нема веќе да е дозволено да се произведуваат и да се продаваат возила со внатрешно согорување, можеби малку ќе подлежат на пролонгирање, бидејќи сепак инфраструктурата не е таа која е потребна. Посебно јазот не е само источна и западна, туку и северна и јужна Европа. Ако гледате статистиките во Португалија, во Шпанија, во Грција, дури јужна Италија, многу помалку електрични возила се купуваат. Додека во Соединетите Американски држави тука разликата е од други причини. Прво, дистанците се премногу големи. Да, многу се големи и како ќе обезбедите инфраструктура. Она што е range anxiety. Не знаете колку долго да не снемате батерија, а чекате во некоја гужва во тие автопатишта околу Лос Анџелес или слично. Тука се повеќе хибриди или бензинци? Не, тамо почнаа хибридите. Приус хибрид од пред 20 години сите звезди од Холивуд и слично купуваа Приус хибрид бидејќи мислеа дека тоа е нешто што е од гледна точка на животна средина најсоодветно. Тесла имаше многу големи продажби, но минатата година Тесла веќе има драстично намалување на нивната продажба на сите региони во светот, поради тоа што моделите веќе не се многу подобри од сите други, бидејќи немаат излезен со нов модел, но истовремено веќе има и голема конкуренција. Но во Америка, и различни цени, пониски се цените на дел од автомобилите. Апсолутно, многу се пониски цените, но во Америка сепак тоа е индивидуална одлука, не одлука на државата. Ако во Америка државата ви наметне нешто, вие како отпор нема да го прифатите. Така да тамо е различно и мислам дека сега со новата администрација тамо брзината на електрификација уште повеќе ќе успори, но истовремено тамо имате и оној мандат од 100% царини на кинеско произведени возила, така да кинеските возила како електрични возила кои се продаваат секаде низ светот, во Америка воопшто нема такви. Вие работите и со, како што кажавме, со компании од секаде. Кои автомобили имаат делови на Костал? А ние работиме со сите производители во светот. Добре. Секое второ возило произведено во светот има компонента од Костал. И компанија со која долго време не работевме, но почнуваме од 27 е Toyota на глобално ниво, добивме многу голем проект за Toyota, посебно за електрични возила на Toyota, а Toyota е една од производителите кој многу долго не влегуваше целосно во електрификација, бидејќи тие сметаа дека транзицијата треба да биде подолга, но и тие полека, но сигурно ќе влезат во тој сегмент и имаме големи проекти кои најверојатно ќе бидат насочени и за азискиот пазар, но и за европскиот пазар, но она што е важно, освен оној дел што е power electronics, тоа значи електроника, каде што имате 800 волти кои директно влијаат на самиот нервен систем на електричното возило. Тоа е главниот продукт кој ние и во нашата фабрика во Охрид го правиме, тоа е ексклузивно за европскиот пазар, но работиме со сите други премиум производители.
имаме од гамата на Мерцедес, на BMW, од групацијата на Volkswagen, работиме и за Volkswagen, и за Škoda, и за Seat, но и за Audi, за Porsche, Jaguar, Land Rover и дури имаме производи за Tesla, бидејќи ние од Македонија не продаваме само во Европа, туку и во Кина и во северноамериканскиот континент, директно и во Америка и во Мексико, компоненти од Охрид одат на сите тие три континенти. И Охрид значи не е само убав за посетување, да ги привлечеме сите овие. Супер би било соработници да дојдат да видат што има друго во Охрид, меѓутоа добар и за производство на делови за автомобили. Тоа е многу интересно, можам да ви кажам една анекдота. Минатата недела имавме целиот глобален supply chain team, значи од цел свет дојдоа 3 дена имавме настан во Охрид каде што работеа на усогласување на стратегијата. Во минатите 18 месеци глобалниот тим за инженеринг, глобалниот тим за човечки ресурси, потоа европскиот тим за финанси, сите сакаат да дојдат во Охрид и да имаат ваков состанок. И многу од колегите не прашуваат: "Многу интересно, вие овде работите или сте на плажа или покрај езеро на кафе?" Многу дека обично локација за производство и за фабрика, дури и во Германија, многу од овие локации се, да не речам во мали села, но сепак тие сигурно не се нити во главни градови, нити некаде во близината на градот, нити пак некои места кои за нив кога ќе дојдат во Охрид, навистина им е интересно, така да правиме и некоја конгресна дестинација за групацијата наша на глобално ниво. Зошто да не, охриѓани се среќни, сигурна сум за тоа. Да, и хотелите и рестораните воопшто немаат проблем со тоа. Да, сигурно е така и гледаме дека полека и она што важело во делот на квалитетот на туризмот се менува, новите генерации доста повисок стандард даваат за тоа како треба да се пречекаат гости, што треба да им се понуди, така што ќе биде интересно. Ние дури влијаеме на локалните хотели, бидејќи ова се друг вид на бизнес настани. Така да кои се барањата на таква публика визави туристите. И во нашиот случај тоа се случува преку цела година. Обично овие конференции не се во јули или во август, но истовремено многу од овие луѓе потоа доаѓаат да го посетат Охрид со нивните фамилии. Така да од една мала работа можеме да имаме зголемена туристичка посета. Секако. Секогаш е добро кога ќе се разработи некое место, тоа и логиката не е само она што општината го работи, не се само државните работни места, туку кога ќе дојде голема компанија и ќе си ги донесе и пријателите, е добро за било кое место. Сега сакав да прашам во делот кај електричните автомобили, затоа што стануваат се поактуелни, дури имаше некои најави дека во Македонија електричен автомобил ќе се произведува и слично. Често зборуваме само за еколошките придобивки, меѓутоа пред некое време имав можност да седнам во електричен автомобил и да сватам дека има и многу други придобивки, односно го немате целиот тој простор што моторот го зазема, па се отвара поголем простор за багажник и за слично, поелегантно изгледа, има простор како за да ставите куфер и за деца, поголеми се седиштата и слично. Кои се некои придобивки кои што ги имаат оние кои што возат електрични или хибридни возила наспроти возењето на дизел, ајде можеби тоа е лоша споредба, ама еве бензин и слично. Освен еколошкиот дел. Освен еколошкиот дел кој што го знаеме. Но сепак и во еколошкиот дел е многу важно како е произведена таа струја. Ако таа струја е произведена од термоцентрала со некој јаглен со ниска калорична вредност, она што значи издувните гасови од таа централа, пак може би, ако треба да се рачуна целиот тој supply chain, од почетокот, како се батериите произведени и како сите репроматеријали, литиумот или слично влегле тука, до струјата на кој начин е таа произведена. Бидејќи имате земји, Норвешка или Канада, каде што најголем број на струјата е од хидропотенцијал или од ветерници и слично, таа струја е многу еколошка струја и истовремено цената на таа струја е многу ниска. Од друга гледна точка имате земји како Германија, каде што цената на струјата е драстично зголемена во изминатите неколку години од почетокот на војната во Украина, па и со нивната одлука за запирање на целиот оној процес на нуклеарни централи. Така да таму ако гледате трошокот за електрично возила може би да не е толку
по-конкурентен отколку она што значело мотор со внатрешно согорување. Но обично електричното возило е по-технолошко напредно возило. Гледате, во такво возило прво е минимално од гледна точка на сите оние претходно многу копчиња, менувач и сите тие работи кои постоја, сега е сето на еден друг пософистициран дизајн, имате најчесто еден голем екран во средината, некои возила имаат, некој ке рече, па јас дома немам толкав телевизор колку што имам во електрично возило сега. Значи, навистина колку монитор на работното место е тој. Или некои возила имаат дури и целиот оној дел зад воланот до центарот се еден огромен екран каде што сите тие оние активности се на тач, значи не треба никакво копче да притиснете, туку може сето тоа да го направите. Сега не секој производител на возило има софтвер кој е секогаш перфектен. Во некои многу случаи тоа е секогаш страф. Може да се збуните што и како или како да стигнете до некоја функција, или пак софтверот не прави секогаш она што вие мислите интуитивно дека треба на тој начин да стигнете до таа активност, но ова е слично и со модерните смартфон телефони. Треба некој кој е време научен да се на навикнете. Android, кој е научен на Apple, и овдека но секој производител на возила има своја технологија. Но едноставно можеби просторот во електрично возило е малку поголем, бидејќи, како што рековте, нема мотор, нема менувач, сите тие работи се на различен начин функционални. Батеријата е најчесто во долниот дел, во подот, понекогаш директно интегрирана со делот од шасијата, така да стабилноста на возилото е поразлична и динамички можеби она што значи оптовареност на предниот или на задниот дел на возилото, овдека е подобро балансирано. Забрзувањето најчесто на електричните возила е побрзо и е линеарно, како што притискате педалата во овој случај не е за газ, како што кажуваме ние, притиснете на гасот за енергија, да кажеме. Забрзувањето е линеарно и може би многу побрзо, но не е целта што е брзината, туку што е ефикасноста на возилото и сите овие најнови возила, електрични возила, дури од пониска класа, може да имат многу повеќе сензори и камери, каде што возилата на внатрешно со мотори за внатрешно согорување, тоа беше случај со премиум возилата. S-класа, Мерцедес или слично имаше премногу електроника, но сега во возила кои се од многу пониска класа електрични возила имате слична таква технологија. И ако видите кинески возила, дури е кинеско возило ќе ви биде чудно како може толку да има технологија електроника, а возилото да не е ни повеќе од 30 до 40.000 евра и може би многу софистицирани возила од таков вид. Во однос на цената, за нашиот пазар се уште голем дел од овие автомобили се скапи и другиот проблем на само чисто електрично возило е што нема доволно полначи. Односно, често не можете да чекате по 1-2 часа, со деца се патува и слично, и тука практичноста се губи ако не се даде соодветна инфраструктура. Кои држави имаат најдобра инфраструктура и зошто кај нас никако да тргнеме, да кажеме, малку повеќе во таа насока? Веројатно нема потреба, ама... Тоа е малку кокошката и јајцето прашање, но, како што кажав, Норвешка. Во Норвешка имате над 90% од новите возила се електрични возила. И таму, значи, прво, Норвешка како држава има 5 милиони жители, така да таа не е огромна држава и најголем дел од луѓето таму живеат покрај обалата и покрај морето, иако Норвешка е многу долга од над 1000 километри од јужниот до северниот дел на државата. Но она што е интересно во Холандија, за Европа, инфраструктурата е многу добра за електрични возила, но таму има многу голема густина на население. Не голема држава која има популација над 15 милиони жители. Во делови од Германија, но можеби не во сите делови, источна Германија и западна Германија можеби не е исто колку е сето тоа направено и спроведено, и после имате други видови на онакви чарџери или полначи. Имате Тесла суперчарџери, имате чарџери од производители односно нафтени компании кои сега на самите бензински пумпи имаат опција и да полните струја.
бидејќи тие компании кои се од нафтениот сектор треба да се адаптираат како и што да прават, бидејќи ќе се намали потрошувачката на она што им е нив главниот бизнис, на дизел или на бензин. Така да Западна Европа, дел од мандатот тука е од страна на државата, дел се приватни компании и дел се и производителите на возила имаат свој сет на локации за полнење. Во нашиот случај овдека мислам дека Евана има најмногу полначи низ државата и сега во последните неколку месеци гледам дека на некои места веќе има и брзи полначи. Брзи полначи е што е дефиницијата на брз полнач. Имате брз полнач каде што некој од нив за 30 на минути можете да го полните возилото до 80% од мокноста на батериите, некаде тоа може да биде подолго. Така да од таа гледна точка како што доаѓаат такви нови возила на пазарот, мислам дека потребата за инфраструктура самата ќе се наметне, бидејќи ако се вратам на пред околу 2 години, ако не се лажам, се уште на полначите на Евана полнењето беше бесплатно. Значи, можевте да полните на Евана полначи без да плаќате, но потоа се воспостави концептот на плаќање и сега има лимит. Во период од 4 часа, се што наполните не е никаков проблем, но потоа имате дополнителен трошок, бидејќи сте го не сте го користеле, туку полните подолго од 4 часа, што значи има дополнителен трошок затоа што тој полнач не е расположив за некој друг да го користи. И во нашиот случај во многу паркинг гаражи кои постојат во, например, во просторите за живење. Јас не сум сигурен дека во некој шопинг молови сум видел дека има полначи, но паркинг гаражи во големи згради тоа не е случајот. Или во она што значи згради кои се каде што има голем број на канцеларии, се уште би било практично навечер да се го вклучите навечер или кога додека сте на работа, го вклучувате и потоа кога ќе завршите со работа, без разлика дали работите 8 часа во канцеларија или не. Тоа е многу полесно. Јас имам идеја зашто нема по згради, ќе се бунат сите за електричната енергија што заедно ќе ја плаќаат. Ама не, вие ќе си ја плаќате сами. Ќе имате специјална картичка на која на вашата сметка ќе од. Ако е така за сите да ја плаќаат, ќе биде проблем. Сега може да има некој што така се снаоѓа, ама тоа не треба да биде опција никогаш. И сега, кога дојдоа странските инвестиции кај нас, имаше најразлични коментари, меѓутоа, на крајот од денот направија голема промена во делот на прво вработување. Тогаш имаше многу голем дел на работници кои што бараа работа, имаше многу стечајни работници, а кои што беа обучени знаеа да работат во фабрика. Денеска некако екстремно различна е состојбата. Односно нема работници. Што се случува во овој дел? Покрај тоа што има механизација, како државата работи на подобрување и зголемување на понудата на работна сила, зашто не знам ни дали има невработеност во вашиот сектор конкретно. Колку и се бара работа? Многу добро и соодветно прашање. Точно како што кажавте, кога почна онај процес на странски инвестиции да доаѓаат во државата некаде пред 17-18 години, навистина тоаш невработеноста беше многу висока. Статистички мислам беше 36 или 37%. Така да голем дел од целта на тие странски инвестиции и привлекувањето на истите значеше и намалување на невработеноста. Голем број на нашите компании кои по распадот на Југославија, сите тие беа државни компании, знаеме како процесот на приватизација во нашиот случај е поразличен од други земји во Централно-Источна Европа и заради тоа многу луѓе останаа без работа или немаа начин тие компании да издржат и да се борат на отворен пазар, бидејќи во Југославија има пазар во самата држава или пак државата помагаше каде и како тие да извезуваат. И во тој период кај нас дојдоа и трудоинтензивни, но и капитално интензивни компании. Знаеме дека и во моментов имаме некои компании кои вработуваат од 2 до над 5000 вработени и
Она што според мене беше многу добро е што имаше една дисперзија на тие компании, не беа сите лоцирани во и околу главниот град. Туку голем дел од нив беа во внатрешноста, во помали градови, но тие градови претходно имаа голем број на компании кои беа трудоинтензивни, така да ако гледате во Штип, во Велес, Приле, Битола, Кичево, Охрид, не знам, Виница, Тетово, Струмица, во сите овие места имаме компании кои вработуваат поголем број на луѓе. Со тек на време, ако го гледаме ова од производствениот дел, во моментов во Македонија, јас би рекол, барем автомобилскиот сектор, кој е можеби најприсутен, убедливо најприсутен од сите, во моментов тука имаме околу 35.000 вработени во тој сектор, кои реално гледано пред 2007 не постоеле. Значи сме креирале како држава 35.000 работни места кои во моментот над 50% од нашиот извоз доаѓа од тие компании. Но сега состојбата со невработеноста статистички, ако гледаме, невработеноста е некаде околу 11-12%. Но статистички. Да, дали е реално? Во реалноста, јас сум сигурен дека реалноста е едноцифрена и регионалноста на таа невработеност не е баш таква. Е многу помала. Ама кога има едноцифрена стапка на невработеност, обично се вели ова е циклична невработеност, тоа значи дека луѓето не бараат работа, туку во моментот не работат, решиле ќе земат година дена за дете или нешто било што. Апсолутно. И тука тоа се случува да нели тој човек не е реално активен барател на работа. Не само што не е реално активен барател, и во нашиот попис, сега да не зборувам јас против пописот, но дали на вистина вие може да се попишете на местото на живење кое ви е според личната карта, дали сте вие на вистина тамо и дали сте вие располежлива работна сила. Јас зборувам не вие лично, не, јас него. лично не сум. Јас сум на лична карта во Влаја, живеам во центар. Добро, ама ти пак сте во градот Скопје. Да. Но има многу други луѓе кои на лична карта се некаде попишани, а реално не се тамо. Па и како мене во Куманово се попишани, во Скопје живеат, зошто да не? И гледате, ама тука правите потоа вие како држава и како компании мислите дека во тој град, во тој регион има толку потенцијални работници или толку луѓе кои живеат таму. Не е секогаш реалноста иста. Не. И кажавте дека е тешко или не толку лесно веќе да се најдат работници. Од неколку причини. Прво, според мене, трудоинтензивни компании, како мала држава, треба да размислуваме да се пренасочиме кон многу повеќе технолошки напредни компании кои вработуваат помеѓу 200-300 максимум до 500 вработени. Сето тоа повеќе од 500 вработени на една локација, не сум сигурен дека имаме веќе абсорбциона моќ, бидејќи такви 800 или 1000 луѓе кои треба да дојдат на некоја локација постоечка, ќе значи директна конкуренција со постоечките компании кои се веќе таму или со домашните бизниси. Колку има во Костал? Во Костал има 1150 вработени. Но не е целта, мислам дека со новите инвестиции целта е да ги зголемиме можностите во државата, а не канибализација на постоечките бизниси кои веќе работат тука. Така да од таа гледна точка, ако дојдат повеќе помалку компании и се дистрибуираат низ целата држава, и нормално како ќе ги обучиме тие идни вработени. Друга работа е дали на вистина треба да размислуваме само кон производствени компании, зошто не кон сервисни услуги. Може да имаме... Ние сме многу ниски во однос. Мислам дека Светска банка кажа дека има огромен простор за раст баш кај услужните дејности, каде што практично и платите се доста високи. Исто и во овие потехнолошки напредни компании, платите се најчесто повисоки и полесно може да се движат кога се помалку луѓе во една компанија, отколку кај големите компании. Меѓутоа, многу слични коментари имаше кога дојдоа странските инвестиции, па наши компании веле сега зошто доаѓаат странски инвестиции, не ги зимаат работниците. И добиваат бенефиции. Но од друга страна, добро, што добиваат бенефиции за мене, мислам дека и тогаш и сега тоа беше малку така како PR трик. Бидејќи македонска компанија да платела исто толку и да отвори во технолошка зона, исто ќе добиеше така. И да не беше во технолошка зона. Значи,
било која компанија која планира да инвестира 50 на 100 милиони евра, Добро. ќе добие помош. Да. Тоа е за наши услови е многу голема инвестиција. Тоа не е голема инвестиција за Западна Европа, но кај нас таква бројка е голема бројка и ако некој каже ќе вработам 500, 800, 1000 луѓе. Но она што е важно е дека го почнавме разговорот така, целиот тој ноу-хау, начинот на размислување, начинот на работна етика, на работна дисциплина, начинот на менаџерскиот вид на водење на компанија, многу од овие странски компании, тоа е за нив нешто што тие го прават на сите нивни локации во целиот свет. И тоа е на униформен начин. Не се адаптираат тие на локалните услови, туку напротив, тоа е начинот на кој тие компании работат. И тоа е добро за нашите вработени кои работат во локални фирми, и ако не останат цело време да работат за овие странски компании, после тоа може да го пресликаат за да се поефикасни нашите компании. Тоа се случи особено во одредени сектори, сега ги спомнавте Штип, онаму каде што имаше лон производство од некој тип, каде што беа помали капацитети, меѓутоа главната продажба беше на работната рака која што беше екстремно ефтина и често нели во не баш добри услови, зборувавме за чистината на фабриките и така натаму, не се водело толку сметка и сега одеднаш доаѓаат компании кои што такви стандарди поставуваат. Нели имаме ние македонски компании, го спомнавме Алкалоид, каде што имало такви стандарди и претходно. Но во одредени места немало такви компании и ги земаат вработените. Сега гледаме дека дел од компаниите се приспособија, дел од компаниите почнаа да соработуваат со странските инвестиции и не знам, некаде слушнав за пример дали имаме македонска компанија која што соработува со странска инвестиција и почнува во Македонија како соработник, но потоа и на други локации. Да, има неколку компании такви кои почнале прво да соработуваат со странската инвестиција тука и врз основа на работата со нив, потоа тие им даваат можност на другите нивни локации, низ Европа, дури и низ светот, да имаат соработка. Еве, јас ќе ви кажам, ние соработуваме со две компании, една од Велес, една од Скопје, каде што наместо производствените линии да бидат дизајнирани и произведени во Германија или во Кина, ние, нашите инженери, заедно со овие две компании, работиме да тој дизајн е направен локално тука, да ние користиме нивните знаења, значи самата производствена линија да е тука произведена, ние да ја користиме и потоа, врз основа на тоа искуство, веќе дискутираме со другите наши сестрински компании низ Европа, како може нив да ги искористиме за да сме поефикасни. Зошто мора се да е во Кина или во Германија направено, ако имаме начин на локално ниво да помогнеме. Или да издобиваат врска со Германија преку локална и за нив работата со нас, тие не могат да извезат продажбата кон нас е сепак нешто што ние нема да го увеземе од друго место, што директно позитивно влијае на трговскиот баланс на државата, но оваа компанија има локален клиент и потоа со таа референца може да излезе на друг пазар. Или, например, ние работиме специјалното алуминиумско кукиште кое се користи за овие системи за електрификација кои ги работиме во Охрид. Иако е тоа формално сега словенечка фирма, тоа е од поранешната застава во Охрид, компанијата се вика ЛТХ Леарница, тоа се произведува на 3 или 4 километри од нас и сите тие алуминиумски системи кои ни се потребни ги произведуваат за нашите потреби. Значи не треба тие од Охрид да извезуваат во Германија, во Чешка, во Франција, туку тоа го имаат, што се вика, со вилјушкар може да се извози од едната до другата фабрика и многу е посоодветно поефикасно и поевтино. Сепак транспортот илјадници километри не е потребен кога може тоа да го најдете веднаш до вас. Добиваат странски пазар дома, што може да биде плюс. Абсолютно. Дефинитивно. Интересно ми е ова, ама многу сакав да зборуваме и за делот на сепак си директор на сегментот на целата компанија и групација на комуникација на бизнисот со владата. Така е. Овој елемент е многу битен, особено иако се земе дека кај нас има сериозни субвенции и поддршка за компаниите, меѓутоа веројатно така и во други држави, не сме ние уникатни, единствени. Не, нити сме го измислиле, нити сме го почнале овој процес како држава. Така е. Така е, може да го напредуваме, ама сигурно дека
бевме меѓу првите, мислам, во регионот или не? Во регионот, овдека на Западен Балкан, да, во нашата проактивност и да кажеме како сите оние работи ги склопивме во еден мозаик за да сме отворени кон привлекување на странски инвестиции. Но, ако гледаме што се случуваше во Централна и Источна Европа, Унгарија, ова го почна во 89-та година, кога се уште тие беа социјалистичко-комунистичка земја, но Чешка, Словачка, Полска имаат многу големи успеси во овој дел, дури и во 90-тите и почетокот на 2000-те години, потоа Романија имаше многу успеси, а во последните 7-8 години Србија е драстично понапред од барем Балканскиот регион, би рекол. Да, го унапредија тоа што ние можеби го почнавме на некој начин тука, ама интересно беше дека кога одевме на екскурзиите во дел од овие земји, дури така гордо ни раскажуваат, тука имате ваква фабрика, овој автомобил се произведува тука и таму. Може ли во Македонија да се произведе автомобил? Еднаш ова прашање сте го одговарале, ама ајде и кај нас. Затоа што имаше најави, а не се случи никогаш. Моje лично мислење, нити ја имаме индустријската традиција, Добре. нити капацитетот од гледна точка на работна сила и потенцијал, бидејќи производство на возило е многу комплексен процес, нити пристап до железнички пруги и сето тоа за да произведеме возило. Така да од таа гледна точка сметам дека компоненти за автомобилска индустрија да, цело возило да произведеме не, но во моментот капацитетот во Европа е многу поголем од побарувачката за произведување на автомобили. Денес е денот кога е последниот ден на работата на фабриката на Ауди во Белгија. После повеќе од 70 години таа фабрика се затвора. Тоа е во околината на Брисел и најверојатно кинези ќе ја купат. Така да Како со AMG претходно? Како со AMG, значи она што е интересно е дека во Европа има поголем капацитет отколку што се потребите. Да. Така да дека ќе се отварат нови фабрики за производство на возила, нема да се отвараат, сигурно не во следниот краток до среден рок. И ако се отвараат, ќе бидат во оние земји кои веќе имаат искуство, традиција, знаење на ова поле. Така кога веќе постојат такви. Значи некој ќе рече, ама зошто во Источна Европа има? Има, бидејќи и претходно се произведувале. Шкода била присутна во Чехословачка од пред Втората светска војна и нормално сега Volkswagen групацијата ја купила Шкода, но во Чехословачка и во Словачка не се произведува само Шкода, се произведуваат и модели на Volkswagen и на Porsche, но се произведува и Jaguar, се произведува и Kia, и се произведува и Toyota и Citroen. Во Унгарија има фабрики на Mercedes, на Suzuki, на Audi и сега ќе отвори фабрика и BMW. Така да оттаглен во Романија имаме фабрики на Dacia, беше бренд од времето на комунизмот во Романија, кој сега е под капата на Renault, се произведуваат мотори за Ford, така да сите овие земји, но во Бугарија имаше неколку неуспешни обиди за производство на возила, бидејќи Бугарија немала традиција на производство на возила во тие години. И во земјите од поранешна Југославија се уште имаме производство на Рено во Словенија, бидејќи тоа постоеше многу долго. Во Србија Fiat е она каде што се произведеше Застава. Она што беше Опел во Кикинда одамна го нема од распадот на Југославија, а дури во Сараево, каде што се произведуваше Голфот, југословенскиот Голф, одамна не се произведуваат таму возила поради ситуацијата во Босна. Знаеме се што се случуваше во 90-тите години, но како што гледате, сите овие беа локации каде што постоеле претходно фабрики. Така е, ама колку е битна таа стабилност политичка за да одлучи некој пари да вложи некаде. Посебно ако зборувате за производство на крајен производ, возила. Без таква стабилност не може да очекувате да некој вложи. Производство на возила е стотици милиони, понекогаш вредноста може да биде и во милиарди евра или долари, зависно од големината на таа фабрика и планираниот капацитет. Така да од таа гледна точка, она што го имаме, ние ако надоградиме не само повеќе компании да дојдат туку, и постоечките компании, како да ги
унапредат своите производствени портфолија во производи со поголема додадена вредност, каде што некогаш може и да има помалку вработени, но да има многу пософистициран производ, каде што има технологија, каде што има поголема вредност, а не само трудоинтензивни активности, тоа ќе е позитивно за државата, бидејќи тие вработени кои веќе нема да работат во тој сегмент, ќе може да работат во некои други сродни индустрии. Ние имаме преголема, јас би рекол преголема концентрација на една индустрија која е многу циклична. И мора да најдеме начини и од производствените дејности, нешто што е, например, медицинска пластика, медицински помагала, каде што има мехатроника или слично, и сервисни индустрии, кол-центри, центри за процесирање на информации, дали е тоа сметководствени, логистички активности, дали значи било какво процесирање на сето она што е business process services на англиски. Мислам дека имаме таква можност, бидејќи тие се работни места кои додаваат повеќе вредност и сервисна индустрија со тек на време ќе се преориентираме во голем дел кон таа индустрија. Верувам, ама интересно ми беше она со сродните индустрии. Змај работеше на истражување за паметна специализација, конкретно Виктор Стојковски. Истото истражување кое што претходно го правел за, мислам дека неговиот тим за Унгарија, за Дубај, за други земји. Прв пат го правеше тука во делот во Пелагонија. И сакавме да видиме кои се можностите за развој, кои дејности постојат во моментот, кои дејности се сродни на тие што постојат и колку би требало да вложи државата во пари и во вработени, затоа што тие се двете некако клучни работи, образование и кадар, кои што треба да се вложат за да може да развиете вие било каква индустрија. И се тоа беше супер и на крај викаме ајде да ги прашаме луѓето што им е потребно за да дојдат да живеат во друг регион што не е Скопскиот, за да би можел да се развие, да кажеме во случајот Пелагонискиот. Една од работите кои што ја бараа луѓето се условите за живот. Младите дури кажаа дека немаат проблем со ниски плати. Зборуваме за помладите вработени, мада и повозрасните веќе кажаа, особено оние кои што се работа активно население, дека немаат толку финансиски проблеми. Има работа, значи се нудат работни позиции. За младите веќе тоа не е ни врзано толку со локација, затоа што дели дигитално и онлайн работат, дури никогаш и за странски пазари. Меѓутоа велат, освен тоа, немаме ништо друго. Немаме болница, нормална, немаме градинка каде што барем по некој стандард се учителки деца за да може да имаат таму семејство и да одат на работа, што е клучно и за компаниите. Немаме соодветно образование. Особено зборуваа за нивото на образование што децата го добиваат во Македонија. И вика немаме никакви културни активности или спортски нешто да ни се случува. Гледаме дека се случува во Скопје. Јавен транспорт знаеме дека нема во голем дел од државата соодветен за да може младите да се мобилни лесно да стигнуваат од точка А до точка Б. И сега мене ме интересира во дискусиите, например, со владата, покрај оние што се барање на бизнис секторот кои што се редовни, тој диалог постои. Дали се за субвенции, даночни олеснувања, влијание врз акцизите и така натаму, се инфраструктурата што може да се обезбеди, дали се зборува и за овој сегмент? Како да се направат услови за таа работна сила? Вие како компании не можете да отворите и градинки и школи и така натаму. Нешто мора сепак да дојде од државата. Мора, но гледате, добар дел од овие работи што ги кажавте се најчесто под локалната самоуправа, не секогаш под државата. И дел се не. Јасно, финансиите најчесто доаѓаат, да не навлегуваме во дискусија за фискална децентрализација, од каде доаѓаат парите или не, дали се плаќаат даноци на имот или не низ различни локации во државата, но знаеме која е реалноста. Точно, но гледајте, овие работи понекогаш секоја компанија гледа кои се условите за оперативност на компанијата, за ефикасност, за конкурентност визави другите локации каде што таа се наоѓа, но и нормално конкуренцијата, бидејќи многу компании прават исти или сличен производ како нас и ние треба да сме подобри со тоа што го правиме. И некој од овие другите работи што ги спомнате, не е до субвенциите, туку до
третманот на оправдани инвестициски трошоци, усогласување на царински стапки, хармонизација со Европска унија. Некои од тие работи прават нормално граничните премини, да имаме брз проток на роба, акцизните или дополнителните бирократски трошоци кои постојат во државата, подобрување на инфраструктурата, понекогаш многу поголем акцент се дава на тие. Не дека овие другите работи не се толку важни, но ако ние дојдеме со една листа од 30 плюс барања, Добро. Со толку доаѓате? Не доаѓам. Некој ќе рече, чекајте, вие сакате сетова да го направиме, бидејќи многу од работите што ги кажавте, не е проблем само за странските компании. Тоа е проблемот за компаниите, но и за населението во тие локации. Без разлика дали тоа ќе си оди. Тука е проблемот. Тоа не е заради бизнисот. Тоа е условите за живот во помалите места низ државата. Фактот што ние сме во Охрид, мислам дека надвор од Скопје успеваме да привлечеме вработени од целата држава. Не зборам луѓе кои работат на производствена линија, туку технички или административен кадар. Бидејќи имаме луѓе кои се преселени дури со фамилии. Да, ама Охрид е една лепота за живење. Така е. Охрид е специфична. Да. Локација. И имате други локации каде што се што е во оној дневна можност на да стигнете до тој град и да се вратите во истиот ден, значи некаде радиус не повеќе од 1 час возење од Скопје, луѓето размислуваат, доаѓаат и се враќаат на работа. Например, Куманово, сега со новиот автопат до Штип, Велес, Тетово, мислам дека тоа... Сакате да кажете луѓето може у Скопје да живеат, па да доаѓаат, па да се вратат. Да. Добро. Но кога е подалеку, Охрид, Кичево, Прилеп, Струмица, други делови од југоисточна Македонија, можеби Кочани, Виница, Битола. Таму не можете да одите да се враќате секој ден од Скопје. Мислам, не е практично. Не е практично. Би било, можеби, на некој начин со воз, брза железница, ама таква нешто нема. Тоа ќе почекаме. Мислам дека долго време треба додека се случат тие работи. Може и нема да дочекаме, ама за нашите деца. Да, за нашите деца. Но таков вид не можеме да очекуваме. Така да тие места кои се подалеку од некој радиус од 60 на минути од главниот град, сите овие работи се многу важни. Но и сепак и поблиските места. Зошто некој во овие поблиски места треба да очекува да некој од Скопје доаѓа да работи тамо? Зошто тие луѓе не живеат во тие места ако веќе потекнуваат од тамо? Да. Бидејќи целта е со вакви компании, посебно пред 50 на години, да се најде начин, ако имате работно место кое ви дава многу услови за екзистенција и за напредок во кариерата, да не морате да емигрирате кон главниот град. Но сите овие дополнителни културни активности, здравствени активности, едукативни активности, мислам дека добар дел од луѓето кои ќе речат дури ја напуштаме земјата, не е само заради платите. Не, па тие работи кои многу, ама тоа е долгорочна стратегија каде што државата треба да се насочи. Некои брзо се решава. Да, ама некој не толку. Ама некој не. И квалитетот на локалното, да не зборуваме за средно стручно, дури основно или средно образование. Немате многу места ни државата каде што можете да учите основно училиште или гимназија на англиски јазик освен Скопје. Сите ние имаме и странски луѓе во менаџерски или технички тимови кои доаѓаат со фамилии. Ако вие немате тука школи за тие луѓе и за нивните фамилии, не може некој да работи во Битола, а децата да живеат во Скопје, бидејќи тука има школа на англиски, така? Така да, тоа представува и еден вид на... Ке си научат македонски. Лесно се учи. Лесно се учи, ама некој кој доаѓа само на 2 или 3 години да работи тука, треба да има континуитет, приватни училишта и сето тоа. Така да целиот тој процес треба можеби да учиме од како тоа го имаат другите земји во Централна и Источна Европа направено, кои не се огромни земји. Полска е преголема земја да се споредуваме, но има други земји, има Балтичките земји, Словачка, Словенија, Хрватска, да видиме како е тамо, да видиме што можеме ние да направиме, за да сме да го пресликаме тука во рамките на нашите можности и услови. Јас не велам дека веднаш ќе станеме Словенија преку ноќ. Не. Но има начин да алоцираме ресурси, време и напор и пари. Но работата е, ако ја гледам работата од страна на државата,
не сакам да речам што побрзо, но треба на сите овие работи да се работи. Ти си се вратил, еве добар пример од странство, студии во Америка, мастер на Харвард и уште еден мастер, да не се заборави, назад во Македонија. Што беше поттикот да се вратиш, добро работно место, што можеме да направиме? Еве, не само ќе зборуваме и за потребата од дуално образование, практично образование, меѓутоа, како е начинот да мозоците кои што ние ги извезуваме да ги вратиме назад, затоа што во спротивно вложуваме во извоз на паметни луѓе, што не е логично. Јас морам да кажам, јас живеев во Соединетите Американски држави 18 години, не планирав воопшто размислувањето мое дека ќе работам и живеам во Македонија после толку долго време, не ми паднало на памет. Со пасош се. Да, со пасош се. Јас живеев во Нью Йорк, во Ист Вилидж, Манхетан, така да од таа гледна точка голема е разликата да сте таму и да сте, не би рекол само кај нас, туку и во Европа. Едноставно брзината на животот таму е неколку брзини, ако зборуваме за мотори со внатрешно сагорување, побрза отколку. Имам најдобра другарка таму и ми недостасува. Отколку во било кое место во Европа. Ама не ја жалам. Да. И едноставно кога јас одлучив да се вратам, повеќе тоа беше, бидејќи ми беше дадена можност или ми беше понудено нешто да сум вклучен во целиот тој тим од економска гледна точка за да се помогне на државата не само во привлекување странски инвестиции, туку едноставно економски се да тргне напред. И тоа многу повеќе беше како предизвик и да видиме што може да се направи, бидејќи кога сте во еден толку голем систем како таму, што и да работите, без вас се може. И не само во Нью Йорк, било какво работно место да имате таму, секој е заменлив и колку и да се трудите на било која тема, не се гледа оној вашиот импакт или вашето влијание. Додека во помала држава можете да направите нешто многу повеќе, кое со генерации ќе биде присутно, бидејќи целиот тој процес, не само јас, неколку од нас кои беа вклучени активно во процесот на привлекување на странски инвестиции, кој ниту еден од нас не беше во Македонија, дојдовме од странство, мислам дека има направено голема разлика за она каде сме денес, ако се споредиме со каде сме биле пред 2005-та или 2006-та. Значи треба мисија да им се даде на луѓето. И мисија, и можности, и едноставно луѓе кои ние никогаш не сме биле во политика, и она што го правевме не беше политички, туку тоа што го правевме беше професионално, врз основа на работното искуство, едукацијата и начинот на како се комуницира, како се анализираат компании, сектори, што се размислува како стратегија за ваква држава, врз основа на искуства на други вакви слични држави во Европа и на други места, што и како е направено за државата да е по конкурентна локација за привлекување на инвестиции, но истовремено подобрување на бизнис климата. А колку врските, познанствата од факултетите помогнаа во ова или не? Помогна искуствата, не толку секогаш личните познанства. Јас се уште, идната недела ми доаѓа школски другар од Бостон во Охрид на 2 дена да се видиме. Убав е и Охрид. Така да, јас бев пред колку? 2,5-3 недели во Флорида, бидејќи имавме состанок на бордот на директори на Македонија 2025, тој ми рече, додека си таму, татко ми живее во Флорида, тој не е од Америка, тој живее во Лондон, вика, додека си таму, никој не ми ја вози колата, ако сакаш слободно дојди, повози ја колата додека си таму, бидејќи така стои во гаража. Но тие врски се долгорочни врски, со кои соработувате. Во тие моменти не беа тие толку врските искористени, бидејќи релативно јас во јуни ова година ќе имам 25 годишница од Harvard Business School и треба да одам во Бостон, бидејќи 25 години е јубилејна година. Но кога 25 од магистратура. Од магистратура, да, од последната магистратура. Но тоа значи дека кога го почнавме целиот овој процес во 2006-2007, се уште бевме релативно кратко време надвор од клупите во Бостон, така да сите луѓе се уште не беа на такви позиции да одлучуваат
за ваков вид на инвестиции. Но целото тоа искуство, познанства, начин на отварање на врати и во многу случаи, посебно во Америка, кога ќе кажете секој ќе ве провери пред некој состанок со кого разговара. Кога ќе види некој кој каде завршил, веднаш поставеноста кон вас е различна. И тоа е нешто што постои таму, а не постои во Европа. Сигурно не во тој степен. Тамо факултетот, односно магистерските студии каде сте биле на MBA, бидејќи филтерот за да стигнете до таму е толку ригорозен, така да некој знае, некој на состанок ќе каже you're smarter than me. So what can you offer? Значи директно ви настапува на начин дека дури веднаш ви признал јас попаметен си. не сум пробал, не сум успел да сум тамо, така да ти сигурно доаѓаш овде, ја знаеш мојата индустрија, моите маки како компанија, што ќе ми понудиш? Тие Македонија, голем број од луѓето со кои првпат се среќававме тогаш, тие појма нема, не на мапа да не најдат, ќе кажат I'm from Macedonia, Месопотемија. Значи Ова секогаш многу ме нервирало. и кога ќе кажете no, Mesopotamia is in Iraq, тие so you're a terrorist. Одма такви беа асоциациите. Не може да е нешто друго. Не може да е освен нешто овие друго. две. Така да Ужас. можеше прво да се објасни и реално гледано, ние можеби не сакаме да е така, но северно од Виена и јужно од Истанбул многу малку луѓе знаат која и каде е Македонија. И ако ние во целиот тој момент не беше целата она кампања за промовирање на државата и инвестициски можности и туризам и сето тоа, навистина не е лесно да промовирате држава за која многу светот не ја луѓе знае. Не ја знае. Друго е Ирска. Ирска била многу успешна и се уште е во привлекување на странски инвестиции. Пред 45-50 години биле многу сиромашни. Сега имаат поголем бруто домашен приход по глава на жители од Германија и повисоки плати од Германија. Но секој втор човек во Америка има некој порекло од Ирска. И сите знаат Гинис и ирски виски и се друго. Може треба да имаме некоја филмска или музичка звезда од Македонија и ќе не научат веднаш сите како Албанија по Дуа Липа што е научила. Ајде да имаме, Да, ама тоа не е толку лесно, ова не е вештачка интелигенција по депрувета ќе креираме некого. Квалитет И Србија многу ја знаат заради Џоковиќ или ја знаат заради Јокич. Добар пример, така и многу и Словенија знаат заради Лука Дончич. Каде што не ја знаат Словенија, Словакија, дури така и реагираат некако. Па некој ќе рече и Австрија и Австралија не знаат што е разликата, ама некој ќе каже Арнолд Шварценегер од Австралија и за нив тоа е важна работа. Така да некои такви асоциации, ако имаме такви познати личности од светот на музика, на спорт, на филм, апсолутно ќе ве знаат и ќе ве перцепираат. Сега следно е да се испромовираат малку понадворешни да се промовираат и да станат така познати во тие кругови и да имаат респект. Ќе ви олеснат на вас економистите кога ќе отидете и бизнисот здраво Македонија. Аха, Македонија, Карлина Гочева, повелете влезете. Така, бидејќи навистина тоа го отвара многу конверзации на таков начин може да се започнат, бидејќи секогаш се користи некоја асоциација, како ја знаеме државата. Многу земји се во светот и ние да не се правиме паметни, не ги знаеме сите земји. Сега имаме најразлични движења кои што се случуваат во светот. Сите некако станаа на Facebook и на Instagram експерти во надворешна политика, што за мене искрено е многу смешно колку порано не сме следеле ние избори ниту во Германија, барем јас, па сега ниту во Америка во моментов. Некако сите на Инстаграм следат се, или на Фейсбук, или на преферираната социјална мрежа. Ама ме интересира конкретно во Германија. Ние многу зависиме од Германија. И вие, меѓутоа и ние како економија. И секогаш економистите викаат Македонија е мала и отворена економија и така натаму, што всушност значи дека ние зависиме од оние кон кои што извезуваме. Ние најмногу извезуваме во Германија. Како ќе ни влие кризата која што се случува, дали таа ќе се како изгледа, дали се средуваат работите и како ќе влие било која влада на како може да влие било која влада на Германија врз македонската економија. Јас прво да кажам, нити имам Инстаграм, нити Фейсбук, така да не знам само кој што коментира, само LinkedIn, но апсолутно ги следев и американските и германските избори и не само тоа, мислам дека секој ден, посебно
пресконференциите на Трамп, секој ден и да не е пресконференција, тој има нешто да каже, така да сат и пол до 2 сати или гледам во живо што кажал или потоа читам, бидејќи тоа многу директно ќе влија и на светската економија. Но за Германија исто така е важен. Не само што е најважен играч економски во Европа, сепак она што Германија го прави е глобално релевантно. После овие избори, точно е, изминатите 2 години Германија формално беше во рецесија. И од многу причини. Пред се војната во Украина и целиот оној економски принцип каде што Германија имаше ефтин пристап на енергенција од Русија и тоа креираше можност со високо квалификувана работна сила која сепак беше поскапа единица време во Германија е повисока цената во автомобилската индустрија од било која друга локација во светот, но и покрај тоа тие можеа да бидат конкурентни бидејќи има ефтини енергенци. Сега, тие енергенци во многу случаи сите оние одлуки за нуклеарната енергија кога престанаа да ја користат и ги исклучија сите нуклеарни централи, па ефтиниот газ, па потоа зелените идеи да не се користи јаглен или слично, значи дека сега енергенците кои тие ги плаќаат. Значи гасот, пред се дали е тој LNG кој доаѓа од Америка или од Катар, делумно се уште доаѓа од Русија, но не преку гасовод, или струјата која користат, е 3 до 4 пати повисока од цената на струјата во Америка. Значи, ако сте биле конкурентни за тоа, сега имате многу е падната. И со тоа веќе гледаме еден процес на деиндустриализација на Германија, бидејќи голем број на компании, врз основа на специфичните субвенции кои уште од времето на Бајден Америка ги нудеше за лоцирање на производствени капацитети во Америка, каде што се дава големи субвенции, имаме германски компании како BASF и слично кои одлучија да инвестираат тамо бидејќи беше поконкурентно, а пазарот е глобален. Значи Америка дава субвенции за Америка дава многу субвенции, да, немојте да мислите дека не. И тоа Америка, она што го дава Америка и Европа дури не може да даде толку многу субвенции колку што дава Америка, бидејќи има фабрики на Intel, на Samsung, на TSMC кои некои од нив добиваат 10 плюс милиарди долари по фабрики за чипови за субвенции. Дури и Intel доаѓаше во Западна Европа на шопинг, јас би рекол, помеѓу Франција и Германија, кој ќе понуди повеќе, тамо ќе ја лоцираме фабриката. Но зошто веќе Америка добро ни понуди? Не, бидејќи тамо веќе имаме, па ни треба уште една алтернативна да имаме и во Европа. Уште една фабрика. Но германската економија навистина е важно што ќе се случи со новата администрација. Јас мислам дека врз основа на овие резултати никој не е премногу среќен за резултатите. Мислам дека ЦДУ, ЦСУ, коалицијата мислеше дека ќе имаат повеќе од 30% од гласовите, а нема толку. Мислам дека СПД, која беше владеачката партија до пред една недела, доби многу помалку од колку што очекува и навистина ова е можеби најмалку во историјата. АФД доби над 20% и се многу релевантни, но се токсична партија, бидејќи никој не сака со нив да коалицира. И сега може да се направи коалиција помеѓу до сега владеачката и новата, значи ќе биде ЦДУ што е демохристијанската, тоа е на Меркел партијата, со социјалдемократите кои беа до сега на власт, но тоа се вика во Германија тоа го вика како Grand Coalition. Ама дали се сега тие толку grand, не се толку двете заедно. Во парламентот ќе имаат повеќе од 50% на местата во парламентот. Но во реалноста двете партии заедно не добија повеќе од 50% од гласачкото тело, но има партии кои не го имаат стигнато цензус од 5% и заради тоа нема да влезат во парламентот. А на нас како ќе влијае на Македонија? Сега како ќе влијае. Таква коалиција ќе треба да се види колку економските визави социјалните размислувања, бидејќи тие две партии се малку диаметрално спротивни, дали колку ќе има субвенции за електрификација.
што ќе се случи со оние правила за издувни гасови за јаглерод диоксид или оној СИБАМ механизам кој Германија заедно со Брисел велат дека сите компании надвор од Европа ќе треба да се усогласат. Тоа ќе се огромни трошоци за не само за нашата и за други економии. Ако има дополнителни субвенции, сето тоа, значи електрификацијата ќе продолжи во забрзано темпо од она што беше во изминатите 15 на месеци и тоа би требало позитивно да влијае кон нас. Но начинот колку брзо ќе се заврши кризата и војната во Украина и дали Германија ќе започне да има економски односи, рестартирање на економските односи со Русија, пристап до пак поевтини енергенси, бидејќи таа машина, ако не ја вратите во некоја нормала, побарувачката се уште ќе биде анемична, бидејќи растот за оваа година за Германија е планиран за помалку од 1%. И да видиме што и како ќе се движи, бидејќи и кај ни формирање на владата треба да биде релативно брзо, Да. но не велам дека кај нас неколку месеци пред и неколку месеци по изборите знаеме дека функционира. економски ништо Да. не функционира. Кај нив не е до толку дека нема да функционира, но сепак мора, ако има нови политики, важно е како сите тие работи ќе се постават за побарувачката и сентиментот на народот, бидејќи народот таму има големи, за разлика од Америка, каде што крајната потрошувачка е најважна, во Германија има големи заштеди, но заштедите на луѓето тие не ги пласираат на берза или не е она потрошувачко општество како што е Класично, во како Америка. американското. И Добро. заради тоа Германија треба да видиме, јас се надевам следните 3 до 4 месеци навистина ќе се види дали ќе помрдне Германија во некоја нова фаза на економски раст и развој, бидејќи истовремено колку од нивниот бруто домашен производ ќе мора да лоцират на одбрана. Гледаме дека Трамп бара не има 2, сега тука бара некои 3,5%, менувања, точно. дури вели вие во Европа 5 треба да даете. Дали Германија ќе мора да го води целиот тој процес на обнова на Украина? Бидејќи не мислам дека американците планираат тоа да го платат, но ако се договорат и го потпишат договорот со Зеленски за природните ресурси, тие ќе сакаат од тоа да профитираат. Така да Добра. има многу комплексни прашања. Ова е мислам дека цела епизода е само за Апсолутно, но ова. гледајте, мора да сме оптимисти. Бидејќи Секако. Европа, И да се вака како што е приспособуваме. поставена, ако останат само Америка од една страна и Кина од друга страна економски, а Русија воено, ќе остават Европа на цедило. Европа мора да се консолидира под водство, би рекол, јас сега барем имаме нова влада германска или ќе имаме за брзо, бидејќи и Франција и Макрон се во релативно слаба позиција, Да. бидејќи знаеме дека и тамо падна владата, председателот остана, но што ќе се случи на следните избори, ќе видиме. Ќе видиме. Многу е интересно колку сепак, она што го рековме, парите го вртат светот, ама изгледа и политиката тука некако умешала прси, Да, но па овде го кога гледате врти. политиката, ултимативно политика. економската Да, политика. така е. А сега и геополитиката и геоекономијата сето пак се сведува на енергенсите, природните ресурси, производствените активности. Јас не ги спомнав тоа социјалните подршки, бидејќи имиграцијата во спомнали. Германија, знаеме кој, дали онаа политика, дали беше кон сириците, дали кон украинците или Да, било да, кој да, друг, да. бидејќи Германија се соочува со недостаток на работна сила. Тоа е тоа, секаде се случува, тоа и секој нели наоѓа некој различен начин како ќе му пристапи на проблемот, а на крај граѓаните кога ќе излезат на гласање одлучуваат што сакаат или кој подобро им испромовирал што е добриот Но одговор за работата нив. е тоа што го промовирале, дали на вистина два дена пред изборите и 2 дена после изборите, одеднаш да не се смени плочата. Аме ние едно зборувавме, ама сега друго ќе испорачаме. Па, некогаш било и така, мислам, ние сме навикнати на Балканот, меѓутоа не знам колку се навикнати европјаните, они се малку побесни од нас во однос на барање на тоа што им е ветено. Интересно за мене е секогаш функционирањето на фирмите и тука ќе привршиме. Сакам некоја ситуација кога се слушнавме за едно од гостувањата беше денеска ни се заглави, не знам каде пратката и не може да дојде. Ќе ви кажам. И памтам дека имаше уште подобра приказна со дел што се праќал по авион и секако само да стигне тука. Може ли чисто како изгледа тоа day to day возбудата? Пошто ова е тоа што е. Целиот оној supply chain, значи електрониката која користиме тука, најголем дел доаѓа од Азија, претежно од Кина.
Пред неколку години немаше никаков проблем, тоа доаѓаше со бродска пратка, доаѓаше од пристаништето во Шангај, ќе дојдеше најчесто во Европа на 2 локации или во Пиреја, значи Атинското пристаниште, или ќе дојдеше некаде во Ротердам и потоа ќе се испорачаше кон нас. Потоа се случи тоа што се случи во Црвеното море. Нели хутите ги гаѓаа сите бродови кои влегуваа во Црвеното море заради кризата во Израел и слично, така да бродовите мора да одат преку цела Африка да ја забиколат, за да дојдат до Пиреја ќе требаше и цело Средоземно море преку Гибралтар. Во меѓувреме ние имавме проблеми, ако не ги добиевме испораките на време, бидејќи се знае колку долго трае тој ланец, во меѓувреме мораше авиони да летаат, да ни ги донесат тие компоненти, бидејќи моравме да го покриеме тој меѓупериод додека бродот сврти околу Африка, но не зборуваме ние овдека само за еден брод. Тоа е континуиран процес кој ви ги носи компонентите. Потоа почнавме да гледаме кои се можностите да користиме железница. Прво имаше железница од Кина преку Казахстан, Русија, па потоа доаѓа таа железница некаде Белорусија, Полска, па се испорачува кон нас. Или оди малку на југ преку Унгарија. Но потоа се случи нешто да испораките на тие компоненти на казахстанско-руската граница се проверуваа сите компоненти за електроника, бидејќи имаше можност да имаат dual use. Значи, освен за примена во индустрија, може да се користат и за воени цели. И на кој начин таа електроника може да се користи за оружје, за дронови или за било што кај што треба да има контрола или навигација на некој. А кај вас и може? Веројатно. Голем број од компонентите што ги имаме ние, ако е некој доволно креативен, сигурно може да ги користи и во други случаи. И се уште имаме тамо контейнери кои се застанати, кои се проверуваат и дури таму има комуникација на највисоко ниво Пекинг и Москва, бидејќи таа рута има огромен број на електроника и компоненти кои доаѓаат од Кина кон Европа, кои се застанати на таа граница, бидејќи русите го проверуваат ова, што и како е во тие контейнери. Потоа почнавме да користиме така наречена средна рута преку Централна Азија, каде што влегува во Казахстан, возот и потоа оди преку Касписко море, доаѓа во Азербејџан, па Грузија, па преку Црното море, доаѓа и се испорачува тука. И тогаш кога се слушнавме, имаше огромно невреме во Каспиското море. И застанаа сите бродови. Да, и застанаа сите бродови и ние имавме престанок на работа 3,5 или 4 дена, ако не се лажам, континуирано. А тоа се погоди истовремено да е со кинеска нова година. А кинеска нова година е се затворена во таа недела и немате можност нити да организирате авионски транспорт од Кина да ви дојдат тие компоненти, бидејќи во спротивно нема да работите подолго време. И сега ние како компанија не сме сигурно единствени. Не само во Македонија, многу други компании имаме така наречен беклог, што значи дека треба во тој момент кога не работевме, сега треба да го надокнадиме тоа производство, бидејќи нашите клиенти очекуваат испорака за сето тоа што било во тој временски период. Па може да се повикате на така наречена виша сила, force majeure, дали вашиот клиент тоа ќе го прифати или не. Тука има и правни процедури и сето тоа, така да ова е нешто со кое секојдневно се соочуваме во автомобилската индустрија и многу пати јас нарачавте мал чип од авион да И доаѓаат и специјални чипови, доаѓаат со авионска испорака, бидејќи колку чини тоа да дојде со авион еден дел до Македонија? Многу повеќе од 100.000 евра. Бидејќи авионот лета само за вас, а ви носи некоја кутија која ви е доволно за 3 до 5 дена да го произведувате тој краен производ. А кутијата колку чини? Со вредноста? Вредноста. Не многу. Ни 5.000 евра, може би си. 5.000 евра ги носите со 120. Со 100, 120, 150.000 евра и потоа кој ќе го плати тоа. Но гледате, ако тоа се случува цело време, и затоа велам во нашава индустрија, ако не е вака, ќе биде досадно. Така да вака секој ден сте на штрек и нешто ново и интересно се случува, но треба да имате и стомак за тоа да можете секојдневно под таков притисок и работи кои колку и да планирате, не можете однапред да ги испланирате и да најдете некаков намалување на ризикот, бидејќи има работи кои навистина никој при здрав разум не би помислил дека се можни, а ќе се случат. Така е. И ќе завршиме со книга. Која ти е омилена книга? Знам дека сакаш да читаш и често кога разговараме,
ајде делот на да зборуваме зошто не се чита во Македонија и така натаму. Ајде да зборуваме која е омилена книга, која во моментов е најхит и што треба да читаме во Македонија. Има ли нешто што треба да ни биде како лектира? Да, добро прашање и мислам дека читањето е многу важно. Една книга која и претходно сум ја читал, па сега има неколку нови верзии, е History of American Capitalism, историја на американски капитализам, и тоа се сите они работи каде што за JP Morgan, за Westinghouse, за Rockefeller, за сите они, за Henry Ford, гиганти на американската индустрија и општо бизнисот некаде средината, втората половина на 19 век и како тоа се преточи. И сега има нови верзии на таа книга каде што даваат нови примери на луѓе од почетокот на 20 век, од втората половина на 20 век и понови луѓе кои се од технологијата. Кои се сега врвот за кој што треба да се прочита нешто? Секој ќе рече да видиме што кажува и како стигнал Илон Маск до таа состојба до која што е. Но Илон Маск последните неколку месеци, како што гледате, многу повеќе навлегува во политика и во такви активности и не е лесно да се види колку тоа е стратешко направено, колку тоа е направено бидејќи тој е или гениалец или промногу работи се пробуваат, па нешто успеало, нешто не. Но има многу примери на кој начин некои компании, како Google стигнал до онаму каде што е, како Microsoft се трансформирал во времето после Бил Гейтс, бидејќи имаше еден момент каде што Microsoft не беше на толку високо ниво, па сега е вратен на многу повисоко ниво отколку што беше. Трансформацијата на Apple од почетокот на Apple, па средниот дел на Apple, па потоа како сега Apple се вратил на некое друго ниво. Но истовремено може и да читате за други работи. Walmart, како Walmart, нешто што е секојдневна продавница во Америка, како таа се трансформира да не биде продавница само за физички производи, туку делумно и да го има моделот на Amazon, бидејќи многу повеќе и повеќе работи се онлайн. Најголемите шопинг молови полека, но сигурно изумираат. Понекогаш јас имам еден парадокс кај нас, не знам, можеби имаме најмногу шопинг молови по глава на жител. И не знам кој е целта, ако многу работи по глава на жител веќе растат. Не, ама сето тоа можете поевтино, побрзо, посоодветно да го купите онлайн, но сепак имаме шопинг молови. Мислам дека ние сме социјални битија, малку сакаш да отидеш да ја видиш продавачката, добар ден, повелата. Може би тоа, но тоа крига зголемен трошок. На крај на денот, бидејќи ефикасноста не е иста, бидејќи сето тоа чини, не пари, пак се враќаме на парите. Да. Ама не знам колку брзо кај нас тоа ќе оди, меѓутоа сигурно ќе дојде. Колку вие сите книги за тоа што се баш економски, тоа за некои од најголемите компании во светот влијаеле на тоа што си денеска и што сакаш да го работиш? Влијаеле и има многу книги, интересни книги за лидерство, за како се поставувате во соодветни ситуации и размислувања каков вид на лидерско, каков вид на менаџирање на комплексни системи и процеси да аплицирате, влијаат бидејќи гледате како други луѓе се поставиле во соодветни ситуации. Јас, мојата кариера започна во General Electric, во времето на Джек Велч. За многу луѓе Джек Велч е или најдобриот бизнисмен или најлошиот, бидејќи неговиот пристап и став беше на вистина по денешни стандарди не многу мек, но знаевте дека барањата од Джек Велч беа толку високи и кога ќе имавте можност 3 до 5 минути пред него да презентирате, па се подготвувавте 2-3 дена пред тоа. Не пред огледало, но сакавте да знаете дека се што ќе кажете ќе биде измерено и ќе се знае дека има тежина и знаете наназад, и ако му покажете 5 слайдови, дека имате 35 слайдови други во позадина со кои може да му ги покажете сите информации како сте стигнале до тој заклучок. За ако праша да бидете подготвени. За не дај Боже. Да. Но ако го немате тоа, ќе имате
ке ви вика пред сите. Може да замислите како ќе се осеќате. Така да од таа Сигурно, гледна точка, сигурно. тоа е друг вид на лидерство. Не сакам да кажам лидерство со страв, но очекувањата беа толку високи што вие едноставно се поставувате така дека сметате дека мора да ги исполните може би превисоките очекувања за некој кој е 24-5 години и само што почнал да работи во компанија. Ама мислам дека нашата генерација, мојата, беше последна која што функционираше во такви услови. Јас сум имала претпоставени кои што биле по-строги и така натаму, ама ние сепак би се буневме, некаде бевме измеѓу. Новите генерации со таков тип на менеджмент, дали воопшто би функционирали или од прв ден би се сврте? Апсолутно не. Затоа реков, тоа беше друго време. Јас зборувам за време пред 30 години. Да. И во денешно време е различно. Мислам дека во денешно време имаме како општество, не само ние, Западна Европа или Америка уште повеќе, attention deficit disorder. Да. Некако некој да даде диагноза лична, туку зборувам општествена. Да. Секоја работа, мислам дека најголем број на луѓето ќе одат на Time или било каков друг агрегатор на вести, ќе ги прочитат само насловите и мислат дека се знаат што се случило. Да. А насловите најчесто се за да креираат клик и да направат некоја провокација. Најчесто насловот со она што го пишува внатре не е секогаш во иста насока во многу случаи. Така да мислам дека подлабински и не мора само да е читање на книги, но и читање на соодветни списанија или анализи од она што ве интересира. Не мора да е само економија. Може да биде и култура, може да биде политика, може да биде геостратегија, но има толку многу и слушање на интересни подкасти, каде што од паметни луѓе ќе слушнете нешто што може на еден или друг начин да ве не мора да се паметни, туку луѓе кои имат експертиза во некои делови и ќе ви дадат различно размислување и осврт на работите. Имаше со вас една лажна вест, каде што од интервју на 24 вести, лажно интервју со фотографија од водителката и од вас, еве ја кажа тајната Виктор Мизо за криптовалутите или нешто така, инвестирајте во ова, инвестирајте во она. Каква беше реакцијата? Дали луѓе се јавија да прашаат? Јас тоа секогаш си го мислам. Дали некој му се јавил на човекот да го праша, што нели се знаете? Така. Стварно ова треба да инвестирам тука? Имаше луѓе што ме праша, дали вие навистина мислите дека јас прво би го кажувал тоа јавно, а и да сум го кажувал или да сум го знаел, не е проблем, ова не е лично за еден или за друг, ако на таа тема некој има некакво сознание, нека го сподели со другите. Лично јас нити сум вклучен, нити имам некој може би малку повеќе од базични сознанија за криптовалутите, но на таа тема едноставно лично не сум инвестирал во криптовалути. Но многу беше интересно како тоа беше представено и сето тоа. Владата не сака да знаете дека вака така. И тоа беше некој период од неколку месеци. Дури пријавивме и во МВР и не знам преку Facebook и сето тоа да се симнат сите тие информации, но не одеше многу брзо таа работа, ама може би пак сигурно и други луѓе, многу други луѓе на исти начин има некој, не знам, фейк ньюс. Да. Дефинитивно тоа се случи, тоа им беше некој чуден маркетинг пристап, ама се надевам дека луѓето повеќе ќе читаат, од повеќе извори ќе читаат и на крај нема да веруваат на вакви работи или барем ако пред да инвестираат пари ќе проверат некако дали е тоа нешто легитимно. Ама инвестирање пари не е некој ќе ви каже некој трик и вие ќе го направите. Тоа е друг вид на процес и понекогаш колку сакате да превземете ризик и каков ризик. Да, ако сакате преземете го ризик. Точно. Значи, можете. И колкава сума од вашата од парите кои ги имате или од она што го поседувате, сакате да ги ризикувате. Жално е кај нас колку се оди на ризик, но вакви шеми веројатно функционираат и поради она принципот на размислување кладилница, дека може да се живее од тоа, па понатаму коцка, сето ова оди во таа насока. Плодна почва сме дале, со книгите ќе биде помалку плодна. Фала многу за разговорот, сигурно има уште 100 теми и се гледаме повторно. Фала и на вас и ми представуваше задоволство ваква отворена интересна дискусија.